Полициски возила ќе ги снимаат прекршувачите. Маркетите намалија цени, но основата останува висока. Средбата Трамп-Путин ќе зависи од украинскиот конфликт. Италија со најстаро население во Европа. Виенската култура на кафеаните, традиција, интелект и уживање. Култното југо се враќа на големата сцена. Министерството за внатрешни работи најави дека полициските возила ќе бидат опремени со камери кои автоматски ќе ги снимаат прекршоците во сообраќајот. Системот ќе овозможи идентификација на возилата што не ги почитуваат правилата, а податоците веднаш ќе се испраќаат во базата на Министерството за внатрешни работи. Според надлежните, целта е да се зголеми безбедноста на патиштата и да се намали бројот на сообраќајни прекршоци. Камерите ќе можат да детектираат возење без појас, користење мобилен телефон, непрописно паркирање и други прекршоци. Новата технологија ќе се применува во неколку фази, почнувајќи од најпрометните улици во Скопје, а потоа и во останатите градови. Од Министерството за внатрешни работи најавуваат дека снимките ќе се користат како доказен материјал при изрекување казни. Граѓаните имаат поделени мислења за мерката, некои ја поздравуваат како неопходна за ред во сообраќајот, додека други стравуваат од можни злоупотреби и неправилности во казнувањето. Големите маркети во земјава започнаа со намалување на цените на дел од основните прехранбени производи, но граѓаните сметаат дека тие остануваат високи. Причината е што пресметката на маржите се врши врз основа на цените од 1 февруари, кога многу артикли веќе беа поскапени. Министерството за економија уверува дека со новите мерки ќе се спречи дополнително зголемување на цените и ќе се овозможи фер трговија. Контроли ќе има редовно, а казните за непочитување на одлуките ќе бидат ригорозни. Трговците тврдат дека и тие се под притисок поради високите трошоци за набавка и енергија. Некои маркети веќе ги објавија новите намалени цени, но за одредени производи разликите се минимални. Граѓаните остануваат скептични дали намалувањата ќе имаат реален ефект врз нивниот семеен буџет. Аналитичарите предупредуваат дека без долгорочна стратегија, ова може да биде само краткорочна мерка без суштинско влијание врз ценовниот шок. Американскиот сенатор Марко Рубио изјави дека евентуална средба меѓу Доналд Трамп и Владимир Путин ќе зависи од развојот на ситуацијата во Украина. Според него, доколку Трамп победи на изборите, одлуката за средба со рускиот председател ќе зависи од напредокот во преговорите за завршување на конфликтот. Рубио нагласи дека САД ќе продолжат да ја поддржуваат Украина, но истовремено ќе бараат дипломатски решенија за војната. Тој смета дека е важно да се види дали Москва е подготвена за компромис пред да се размислува за директна средба. Трамп досега неколку пати изјави дека би можел да ја заврши војната брзо, но не откри конкретни планови. Аналитичарите сметаат дека неговиот пристап кон Русија би можел значително да се разликува од актуелната политика на Бајден. Руската страна засега нема официјален став за можноста од ваква средба. Креми претходно изрази подготвеност за дијалог со секој американски председател, но под условите што ги смета за прифатливи. Според последните податоци на Евростат, Италија е земјата со најстаро население во Европа, со највисок процент на луѓе над 65 години. Овој тренд представува сериозен предизвик за економијата, здравствениот систем и пензискиот фонд на земјата. Ниската стапка на наталитет и зголемената долговечност се главните фактори за ваквата демографска слика. Италијанските власти бараат начини да го поттикнат растот на населението преку политики за поддршка на семејствата и имиграција. Според експертите, старењето на населението ќе бара промени во економските и социјалните политики. Се повеќе млади ја напуштаат земјата во потрага по подобри можности, што дополнително го влошува проблемот. Италија не е единствена со вакви предизвици, повеќе европски земји се соочуваат со сличен тренд, а ЕУ предупредува дека без стратегиски мерки, последиците врз пазарот на труд и пензиските фондови ќе бидат сериозни. Вистина е дека виенската култура на кафеаните е уникатна и длабоко вкоренета во историјата на градот. Овие кафеани не се само места за пиење кафе, туку и центри за социјални интеракции, културни настани и интелектуални дискусии. Тие нудат пријатна атмосфера каде што посетителите можат да се релаксираат, да читаат весници или книги и да уживаат во традиционалните виенски пецива. Многу познати уметници, писатели и музичари ги користеле овие кафеани како инспирација и место за работа.
Вистина е дека оваа традиција е толку значајна што виенската култура на кафеаните е вклучена во нематеријалното културно наследство на УНЕСКО. Вистина е дека виенската култура на кафеаните представува спој на историја, елеганција и опуштеност, што ја прави посебна во светски рамки. Овие кафеани не се само места за брзо пиење кафе, туку вистински институции каде што времето тече побавно, а секој посетител има можност да ужива без чувство на брзање. Виенските кафеани се познати по својот традиционален амбиент, со високи тавани, мермерни маси, дрвени столици и весници на специјални држачи. Оваа атмосфера создава чувство на рафинирана удобност, што привлекува и локалци и туристи. Покрај кафето, важен дел од искуството е и виенската кујна, која нуди познати специјалитети како сахерторта, апфелштрудл и различни видови пецива. Комбинацијата на врвно кафе и сладки деликатеси го прави секое поседување во кафеана посебен ритуал. Историски гледано, виенските кафеани биле средишта на културниот и интелектуалниот живот. Легендарни личности како Зигмунд Фројд, Густав Малер и Стефан Цвајг биле редовни гости, користејќи ги кафеаните како места за инспирација и дебата. Вистина е дека во модерното време, виенските кафеани успеваат да ја задржат својата автентичност и покрај растечката конкуренција од глобалните синџири на кафулиња. Тие остануваат символ на виенскиот начин на живот, каде што квалитетот, традицијата и уживањето се во преден план. За многумина, посетата на Виена не е комплетна без барем едно поседување во некоја од историските кафеани, каде што секоја шолја кафе носи со себе дел од богатата историја и култура на овој град. По години на шпекулации, култниот автомобил Југо се подготвува за враќање на пазарот. Првите дизајнерски скици на новиот модел се веќе објавени, а макета во природна големина ќе биде представена подоцна оваа година. Целосно функционален прототип се очекува да дебитира на Белградскиот експо во 2027 година. Главниот иницијатор на проектот е професор доктор Александар Биелик, истакнато име во германската автомобилска индустрија со потекло од Балканот. Тој ги обезбеди трговските права за брендот Југо на меѓународно ниво и инвестираше во дизајнот и концептот на новиот модел. Сепак, за понатамошен развој се очекува вклучување на дополнителни партнери. Дизајнот на новиот Југо е доверен на српскиот дизајнер Дарко Марчета, кој успеа да ја задржи препознатливата силуета и пропорции на оригиналниот модел, додека внесе ретрофутуристички елементи. Новиот Југо ќе биде достапен автомобил за широка публика, со почетни модели опремени со мотори со внатрешно согорување, а електрична верзија е планирана за иднина. Со ова враќање, Југото има цел да понуди достапно, практично и забавно возило, задржувајќи го духот на оригиналот, но со модерни технолошки решенија. Ова представува возбудлив чекор во автомобилската индустрија, особено за љубителите на овој легендарен модел. Полициски возила ќе ги снимаат прекршувачите. Маркетите намалија цени, но основата останува висока. Средбата Трамп-Путин ќе зависи од украинскиот конфликт. Италија со најстаро население во Европа. Виенската култура на кафеаните, традиција, интелект и уживање. Култното Југо се враќа на големата сцена.